Наместо реконструкција, владата да си поднесе оставка по бројните афери и скандали, а потоа со очување и на нови предвременни избори. Опозицијата жестоко го нападна предлогот на премиерот Заев за новите двајца министри и тројца заменици кои доаѓаат на клучни ресори, обвинувајќи за несоодветни кадри и лажни податоци за финансиите и економијата. Побараат директни одговори од новата министерка за финансии Нина Ангеловска, дали на работниците во незината фирма им исплаќала по 200 евра месечен надомест. Заев пак нервозен наместо одговори на конкретните прашања за блескањето во економијата, инвестициите и задолжувањата, ја обвини опозицијата за ширење лаги и невистини. Дали сите оние занимања кои што во Македонија имаат плати од 700, 800, 900 или 1000 евра, регистрирано и преку сметка Нина Ангеловска ги плаќа со 200 евра. И дали дава плата на рака? Тоа е ВМРО да помага. Ако тоа се каже за Нина Ангелевска, со таков вид на зборови, работејќи во IT, e-buying, e-продажба или слично, каде што самиот пазар не дозволува некој доди на 12.000, која во секој момент има опција над 50.000 денари, само по себе е доказ дека не е точно. Иако во фокусот е изборот на новите министри, скандалот рекет која тресе власта ги скара пратениците. Мнозинството во одбрана на Заев, како човек кој имал доблест да го пријави случајот, а опозицијата пак контра нив за инволвираните во аферата. Мене аферата рекет ми личи, господин Мицевски, на маđarски гулаш, подготвен со домашни производи произведени во Белата плата, кој што чини 60 милиони евра. Но, исто така би ви дал еден совет. Да бидете и вие предпазливи, како што бевме и ние во случајот детонатор. Да не давате паушвални квалификации. Да дадеме шанса обвинителството да се заврши постапката. Господине Мисовски, имате малку грешка. Ова вака како што ви личи вас, мене повеќе ми изгледа на ајвар од типот мамас. Повеќе субстанци ставени внатре, измечани, извриени, и сега кога ќе прашаш од што е направен и кој се учествувал во подготовката, што е ставено внатре, тешко е тоа да се направи. Дури толку е тешко што не можат овие технолозиве наши од јавново обвинителство буквално да видат што се има внатре. По изборот во собрание, Нина Ангеловска станува новата министерка за финансии на местото на Драган Тевдовски, Хисен Джамаили за министер без ресор за инвестиции, Кирил Колемишевски заменик министер за економија, Елизабета Наумовска нов заменик министер за образование и Неџат Мехмедовиќ како заменик министер за политички систем.